Почуваме со новото издание на подкастот со Ана на ти и она што ми е денеска особено драго е што прв пат во подкастот имам некој кој што ми е колега. Се работи за водител, новинар, Марко Марк, веројатно го знаете сите, го знаете од Телма, го знаете, му го слушате и гласот на радио во било каде и да се наоѓате, сменил неколку радија. Дечко кој што има исклучително искуство зад себе во оваа работа која што ја работи, еден од ретките кој што го заслужува епитетот на добар водител, новинар. Марко Марк, добар дојде. Што повеќе да кажам. Ова што го споменам мене ми импонира, меѓутоа верувам и дека колку и да не си знаела и ти и многумина мои колеги сте заслужни за да го ми го трасирате и мене патот, така што за биографијата и искуството кое што пак ти ги имаш во оваа наша медиумска заедница се многу големи од што можеби некој пат претпоставуваме во случајот и ти, така што ќе ти заблагодарам што и ти некој пат си била вистинскиот аха момент зошто да бидам денеска тука со тебе на оваа маса. Фала ти, многу ми е драго што во суштина си ми прв пат мене гостин. Јас сум ти била тебе многу пати. Многу пати и знаеш дека еве кога иде сега наваму бидејќи во овој период од годината ми е најубавиот кога апсолутно имаме вистински будење на планетата Земја. И сега си велам, како убав ден, во предизвик сме да ја дочекаме нова календарска пролет. Не знам дали забележа сега во моментот во голем дел од Скопје веќе имаме помало цутење, и си велам ова ќе биде сигурно убав ден како што и секој ден го заслужуваме. Вистина ви е многу убаво, симпатично и на сам почеток да не те надзборам, само морам да кажам дека Слободен печат мене ми е дневниот агрегат на достоинствена, праведна и вистинска содржина, така што верувајте ми и претпоставам дека сте ги добиле аплаузот френетичниот од секој кој што можеби ве чита. Аплаузот го имате и го заслужувате можеби тоа на место на пиедесталот, бидејќи ретко е денеска да се најде и пречека конкретна информација која што е достоинствена представена и е, би рекол, денеска лекторирана, така што честитки. Искрено до цела редакција на Слободен печат. Марче, фала ти од моје име и од името се разбира на цела редакција. Навистина ни значи од кого и да добиеме вакви позитивни критики, меѓутоа од некој кој што ние го цениме како релевантен и тоа како повеќе значи. Обострано. Океј, ајде да си почнеме муабет. На ти, секако. Тоа стално им кажувам на гостите кога размислувавме како да се вика подкастот кој име да го носи. Мене проблемот ми беше да разговарам со моите гости на вие кога веќе ги знам. Значи некако ми беше многу чудно и неприродно. Повеќето од гостите си ги знам лично и некако ми беше неприродно да им се обраќам со вие, викам, да го направиме ние во функција да биде името. И веднаш го оставаш во форма човекот да се чувствува многу топло и природно и така што ќе ти честитам и на твојот проект. Баш на ти ќе бидеме. На ти ќе бидеме. Марче, ајде да започнеме со она што веројатно некои го знаат, меѓутоа за оние кои што не го знаат, а кои што се наша публика, да откриеме за твоето презиме, кое што секогаш мислат дека е кратеница од името, меѓутоа ајде, кажи ги корените и кажи од каде Марко Марк. Бидејќи навистина уникатно и интересно име презиме. Име презиме, да. Се уште представа многумина енигма и никој пат не ми представа потешкотија да го одговорам. Истото станува збор за само биолошко убаво презиме кое што доаѓа благодарение на наследство од мојот дедо Марк Марку. Тој всушност не знам колку мина знаат, неколку пати можеби сум го одгатнал во минатото, тој е и всушност првиот основоположник на албанскиот театар во Скопје. Тој е од времето и клапата на Петре Прличко, меѓутоа рано е починат и доаѓа единствено и заслужено токму од неговите генерали. Јас секој пат велам дека мојот татко, барем од мојата страна таткова, секој пат знаеме да се пошегуваме дека фамилиарното стебло ни е навистина со голем диверзитет. Влечам различни корени, меѓутоа морам да кажам дека со особена гордост, јас кога малку повеќе дознам за биографијата на мојот дедо, се конкретно кога станува збор за презимето, вистина се чувствувам како да сум го освоил светот, затоа што татко ми често пати знае да ме види со мојот велосипед низ Скопје, бидејќи не користам друго превозно средство и ќе ми рече крвта не е вода. Не е вода. Вели, кроток, насмевка, капа на себе, вика, поздрав и велосипед. Тоа го имаше твојот дедо. И тоа што си го носите по презимето. Препоставам дека можеби и единствениот во најблиското обкружување, па и поширокото, колку што помнам вака, колку што имам информација, кој што единствено се бавел со некаква
јавна платформа или дејност која што не ли поврзана е со објектив, со Да. сцена или со публика или со аплауз. Го имал тоа како предизвик да биде меѓу првите основоположници на албанскиот театар, макар што бил полиглота, говорил и турски добро, говорил македонски, и доста патувал. И знам дека често пати кога бев и во македонската радио телевизија, татко ми знаел да каже дека неколку пати знаел да се начека неговиот лик Да. во неколку филмски стории и приказни, театарски представи. Претпоставам дека можеби се уште ја чуваат нели таа некоја архива, меѓутоа еве за сите кои што можеби до сега не знаеа, Марко Марк е само мала промена од неговото Марк Марку. Така што горделиво го носам денеска и ја еве пренесам приказната се уште. Значи не станува збор за некаков псевдоним или сценско име кое што го користат да речеме наши пејачи, артисти, културни работници. И во лична карта си така? Марко Марк. Ако сакате ќе ви покажам, нели многумина знаат да си го да ги смена своите генерали во лична карта или во да речеме нели патни исправи така натаму. Кај мене си е така си. Биографски точно како што треба. Сега го спомна диверзитетот на твоето семено стебло. Да. Нешто кое што веројатно насочува кон она што ти го носиш, а тоа е еден таков алтруизам, една таква љубов, една таква мекост кон луѓето. Значи, човек не може тебе кога те познава лично да не ја примети таа љубов и таа отвореност кон луѓето. Таков си од мал, Марче. Ти благодарам најмногу и мора да признам дека секој пат ми како премира да ги слушам тие зборови, си ги слушаме и што ни останува ако не си бидеме едни добри со други. Колку што ме држи меморија, сигурно сум имал и знам дека сум имал некои своји тантруми. Мислам дека колку што добро може да ме опишат моите родители, чинам дека секој пат насмевката многу позадолжителна за или била дел од мојата карактеристика и живот. И тоа планирам докрај да го носам. Знаеш како имаше сега еден период кога ги гледавме зимските олимписки игри, нема да ќе изумам како беше точно олимпиката, чинам дека беше азијанка која вели наша колешка новинарка од тој свет вели добро како ги одговарате толку брзо вие кога ќе ве прашаме дури за геополитика, за култура, за забавна уметност, го забележа? Точно не знам како беше името нејзино, се фасцинирав од одговорот. Таа толку добро ја проучила неуропластиката, значи дека секоја активност, акција, реакција не треба да биде пресметена, туку треба да биде свесно протолкувана, реализирана во себе интроспективно за да го манифестирате или веќе го презентирате гласно. И јас така некако некако сочувствував со незината изјава и велам баш така. Прво нешто, колку и да звучи можеби денеска клишето, а меѓутоа првото нешто што го правам наутро е отворање на очи и велам вистина благодарам. Да. Има ли нешто поубаво од животот сам по себе да го славиш и да го величаш во секој миг кој што ни престои? Так. Робин Шарма во манифест на својот херој вели не само што треба да работиме на естетиката на говорот, на нашиот говор на тело, да бидеме достоинствени примери на Homo sapiensот, нели како човечки битија кои што ги имаат сите овие овошки со кои што се храниме. Вистина, одлучувачка моќ имате и привилегија во секој момент да одберете што ќе бидете вие, која верзија, дали ќе се насмеете, дали ќе бидете тажен, дали ќе го поздравите соседот или не. Има ли нешто поубаво? И верувам дека тоа е како еден домино ефект. Да, си влијаме едни на други, апсолутно. Огледална рефлексија сме си ние и ништо повеќе од тоа. Така што веруваме дека од мал се обидувам, сега многу посвесно можеби, нели, подлабоко, нели, и ги рационализираме работите, меѓутоа разумот и свесноста гледам да биде многу присутна. И со таа разум и свесност да си понудиме насмевка пред се. Не дека ги немаме тешките денови. Мислам, јапонскиот концепт како вели, ваби саби. И несовршеностите се дел од нашето битисување. Прегрнете ги и најдете начин да ги навигирате тие емоции. Многу едноставно е и бесплатно да бидеме насмејани, едноставни, флуидни и практични во се што правиме. Изборот е наш. Така е, меѓутоа тука себе прифаќањето игра голема улога. Се сложувам. Нешто кое што многу луѓе имаат проблем со тоа. Прво,
себе испитување, нели? Да се видиш до каде си, да Така е. видиш кои се твоите недостатоци и да работиш на нив. И кога ќе го најдеш клучот, кога ќе ја најдеш тој рецептчето, формулата, го имаш. еве, го имаш, Апсолутно. да. Апсолутно. Не заборавам искрено да се дружам со литературата, да читам, мислам дека тоа е хоризонтот кој што мене ми ги отвара уште поубави алтруистични архиви кои што секој од нас ги поседува. Ке се сложиш дека секој од нас ги поседува. Така е. И Робин Шарма, меѓу другото, баш тоа сакав да кажам, во книгата вели, не само што треба да работиме секојдневно на свесни наши одлуки, туку вистина со моите внуки често знам да го споделам кога нели имаат некаков си екзистенцијален момент во нивната возраст, нели, искушение и така натаму, јас велам зграбчете го и тој момент бидејќи ќе ве доведе во нешто посовршено, нели, како змиска кожа ја отфрлам или како аватар, нешто пуштаме ново, нешто ќе дојде во нашиот живот, ама да се живее автентично. И вистина тој велам. Робин Шарма вели, иако е нели многу препознати во комерцијалниот свет или бизнис секторот, нели каде што помага на спортисти, бизнис лидери и така натаму, меѓутоа многу се добри неговите алатки, така читајќи ги неговите книги. Брутално јасно е колку и да не сакаме да го прифатиме. Живеј го сега како последен ден. Последен миг. И вистина, колку и да е брутално, може јас и ти последен пат се гледаме. И како сега да си останеме во некоја добра меморија и сеќавање. Како да се сеќаваме. Тоа секој пат велам. Што се случува во светот? Погледнете само. И направите промена од вас самите. Ништо повеќе. Тоа е бесплатно. Насмевката е бесплатна. Така. Добродетелството е бесплатно. Љубовта и љубезноста е бесплатна. Одлуката е само. Така е. Веруваш дека не треба да живееме со тоа што можам јас да сменам. Јас сум само еден во светот и тоа како можеш да смениш? Која е привилегијата? Да, еден во светот да. единствени, а сме дел од една иста колективна заедница. Да. Кои се оние работи, почнавме вака наваму со сериозни муабети, ама ако убаво годи. Кои се оние работи кои што ти пречат, Марче? Имаш работи кои што преку кои не можеш да поминеш? Ако гледаме во нашето локално живење и Скопје, ми пречи бучавата. Ми пречи тоа што луѓето во пензиските денови, вклучувајќи ги моите родители, секој пат ги потикнувам. Не бидете само пасивни наблюдувачи. Не завршува светот и вашиот живот со тоа формален подпис на вашето кариерно споделување на вашите доблести или таленти. Туку и по таа 60-та година животот продолжува. Создавајте, креирајте. Пред некој период во моето студио во Телма дојде едно фолклорно друштво и ми беше аха момент кога почитуваниот Љупчо нели претседател на фолклорното македонско друштво вели ние сме како една фолклорна лабораторија. Затоа што вика ветерани кај нас се вика луѓе нели седмото, шестото доба, нели повозрасни чинители во општеството. Експресијата се менува. Значи дека животот продолжи понатаму. Ми пречи тоа што наместо да седиме дома и да бидеме пасивни наблюдувачи, ние не го користиме животниот потенцијал, па и во второто полувреме од нашиот живот, дали да си скачаме на планина. Мозокот е најубавиот мотор. Мозокот е најголемиот комплексен орган кој што никој досега не го истражил максимално. Можеме да располагаме со него и да научиме нови јазици. Поинаку да се истражуваме себе си и светот и околината. Отколку да бидеме само некои пасивни и критичари во општеството, во рете, така и се градиме, така и забелешките, така и се ги упатуваме, си ги адресираме да станеме подобри од тоа што сме како заедница. Меѓутоа да не забораваме дека промената започнува од нас, а промената започнува во тој момент кога учиме нови алатки во животот. И преку тие нови алатки ќе се согласиш, Ана, стануваме подобри луѓе. Можеме да влеземе во челите на другиот. Дали од занаети, дејности, филозофија на живот, се. Така што ми пречи само да не бидеме толку пасивни, да ги гледаме овие наши сограѓани, да се гледаме себе си само со една експресија генерално за животот. Кога човештвото било мирно во минатото, во историјата, секој пат имало за жал и војни, како што и денес ги сме сведоци на истите. Секој пат имало нешто што ќе прави некаква имплозија во нас, а и ќе прави некаков аларм во општеството. Меѓутоа, тоа ве доведува до степен да размислите дека повторно имате привилегијата да направите нешто за себе пред се и за околината, и за едницата и пред се за светот. Не мора ние да идеме со најголемите животни проекти, сега ќе го менувам ја светот. Промената од најмаличи ситни чекори. Тоа искрено ми пречи да не бидеме само
исцицани од радоста животот што сам како подарок ни го нуди. Живот, дишеш. Има ли нешто поубаво и повеличенствено прво од тоа? Колку и да звучи тоа сега, не знам, специјално или неспецијално во нечии уши. Тоа ми пречи. Ми пречи тоа што и интелектуалната способност да разменуваме пред се добар јазик. Ние прво, мислам дека си и ти сведок, најуличниот го користиме, со пцовки, со навреди. И тоа да го искорениме, да правиме кога некој ќе му кажеш убава си, прекрасна си, пријатна си, па дури кога има некаква вербална расправија, искористи ги мудрите зборови, нема потреба да искачаме ние вербално да се, па и физички пресметуваме. Колку е тоа просто и непријатно. Да. И во моментот тоа значи дека не ги делегирате емоциите ваши добро. Значи дека немате свесност врз вашите реакции. Така. Од таа причина, мислам дека многу работи има работи кои што може да се сменат. Меѓутоа генерално не би изгледал толку многу лоши. Да, да кажам тоа што ми пречи, да речам сакам повеќе велосипедски сообраќај и метеж. Добро, да. Сакам повеќе искрено да имаме културни, литературни, книжевни платформи отколку казина и обложувалници, што искрено ми пречи, како еден мал чуден Лас Вегас. Наместо да ги дадеме парите за ливчево спортска обложувалница, ајде еднаш, можеби во месецот годината, ајде пример. Зашто не ги донираме тие пари? Зашто не ги употребиме за нешто покорисно? Знаете дека некому тоа вистина ќе помогне. Да. Со тие пари, не знам, платете му на некој кафе, ручек, нешто. Значи, рационално користење на алатките што ги имаме. Да. Итн. Ама има и итн многу убави работи. Има и убави балансот, ваби саби, како рековме. Да. Балансот мора да го има во секој од нас, не па во општеството и тие околу нас. Меѓутоа, мислам дека малку треба да излеземе од рамките на тоа, не ме интересира што се случува таму, мене ми е добро. Знаеш, иако треба да сме насочени кон себе подобрување, сепак малку повеќе грижа и за тој спроти нас. Се сложувам. Затоа што тоа што некому се случува, не ми е мене, за еден миг може да дојде и да ти се случи и тебе, нели? И ако сме свесни за несреќата на другите, и ако сме емпатични, и ако можеме да го почувствуваме, па тоа и да е на илјадници километри од нас. Ќе ги промениме работите веднаш. Ќе ги промениме работите, така е. Ако се затвораме во нашиот свет кој што е под стаклено звоно и ние сме си тука безбедни во комфортна зона, одиме на работа, се враќаме дома, имаме кров над глава. Механичко живење не благодарам. Да. Искрено. Да. И таму нешто далеку се случува лошо, меѓутоа е многу далеку и нема да не стигне нас. Јасно, апсолутно се служам. Затоа споменав што сме ние ако не сме си во служба едни на други. Мислам, верувајте ми дека ако видам човек кој што не е радосен и среќен, ќе се обидам, нема да бидам тенденциозен во тоа, меѓутоа ќе се обидам да направам промена. Така. Тоа е исто како што ќе направам промена, соседот ќе го поздравам во мојот влез во лифтот. Гледам дека не поздравува, ќе се обидам. Да. Еднаш, два пати. Да. Можеби нема да го добијам одговорот, ама не значи дека треба повторно да го сменам јас мојот наратив и расположение. Така. Не дозволам. Меѓутоа, за секоја врата, за секоја човечка фигура, постои приказна некаква, за која што не знаеме што се случило. Корените проблеми сите ние некакви носиме. Комплексности сме, мислам, ние сме комплексен систем од емоции, од психологија, која што во одреден момент некои архиви ни се отвараат и веројатно тоа нешто некогаш придонесува да реагираме на начин како што мислиме. Меѓутоа, ако свесно само постапиме, да бидеме наблюдувач на сопствената мисла или реакција сега во моментот, точно знам што ќе ти направам, што ќе ти кажам, како ќе постапам. Ево тоа велам дека треба, предпоставам дека е тој начинот на моје движење и управување на средствата. Со тоа знам дека некому ќе помогнам, некому ќе придонесам. Да. Има ли нешто поубаво од тоа? Да. И кога сите би го направиле, овој свет на вистина Имено, се сложувам апсолутно. Мислам дека најбавата инвестиција е пред се колку што можеме да си обезбедиме и патување. Најдобра инвестиција е литература според мене, бегство, ескейпизам. Најдобра инвестиција според мене е посвета на семејството, на пријателите, а секако најдобра инвестиција е едно добро утро, добар ден до соседот. Да.
тука се направиле вестинска промена. Така. Сега за да човек го носи ова како што ти го носиш во себе и тоа како веројатно делувале и воспитувањето на твоите родители, околината, обкружувањето во кој што си растел. Средношколските денови, Марче, каде ги помине и како ги паметиш? Средношколските денови, Јануш, беа во Здравко Цветковски денес. Некогаш ГУЦ. Интересна е приказната што на мојот зет, неговиот татко, бил професор по физичко во Јосип Брос. И се сеќавам во тој период кога завршував основно, беше дилемата, нели, веројатно и тоа некаков шаблон влијаело да се запишам јас, нели, во центарот на Скопје, да бидам во елитата. Така. Веројатно тоа некој пат, тоа се тие работи кои што ги гледате сега, нели, во кај младата популација. Тоа е нормално, веројатно, процес на созревање, меѓутоа се сеќавам дека кога универзумот работи за вас, не знам од која причина бев одбиен, иако имав, нели, добро поведение и покрај тоа што имав, да речам, контакти преку, нели, Чичко Васко, поточно, нели, таткото на мојот зет, професорот. Мајка ми беше толку непријатно изненадана заради одлуката, што имаше ситуација да се ревидира проблемот, па потоа, нели, второ поисен рок таму да влезам, меѓутоа децидни бевме во одлуката да одиме во ГУЦ, со тоа што во тој период беше Зефлиш Марко. И јас бев последната генерација која што беше, нели, имаше албански, македонски паралелки. Јас бев последните кои што се запиша во 4 македонски паралелки и ако ми веруваш дека во прво средно ГУЦ и зад лептокарија училиштето Карев, Никола Карев. Ако ми веруваш дека 3-4 часови идев ГУЦ, па голем одбор, идевме во Карев. И потоа одлуката беше децина дека ние ќе припаѓаме под капата и кровот на Здравко Цветковски денес или ГУЦ, градежното, и бевме првата генерација гимназија, веќе, нели, официјално званично од втора година средно, тоа е далечната сега вака гледано 2001-2002. И беа основно го помнам со оглед на тоа дека со моите неколку пати сум спомнал во 92 целосно пуштаме корени тука бидејќи живеевме и во Хрватска, на релација Сплит Скопје Хвар. И морам да признам дека веројатно да не биде, нели, само повикувачки сега карактеристично за мене, во суперлативи да кажам, ама алтруизмот кој што веројатно го поседам, веројатно и тоа островско уживање таму. Од толку многу луѓе кои што сум ги наблюдувал, обсервирал, јазици, култури и вредности, ми беше малку тешко кога се вративме со моите тука. Основното и презапишување од едно во друго основно ми направија некои своји тектонски моменти, поместување баш во тој период. Меѓутоа па може ми направило услуга да бидам лесно да бидам агилен и да се адаптирам веројатно во различна средина, иако тоа секој пат мислам дека вешто сум го поседувал, благодарение како што ти спомена и од моите родители. Меѓутоа средното училиште ми беше и тие денови фасцинантни. И до ден, со најголема радост се уште ги споделувам и најбавите безгрижни моменти, најголемите и духовни, и физички, психолошки промени веројатно ги имате во тие 4 години, бидејќи, нели, од тинеџер станувате адолесцент и веќе влегувате во светот на возрастните. На возрастните, така. Интересно беше, средношколските денови беа фасцинантни. Мислам, градскиот трговски центар, кој ќе се сетам, тоа беше колепка на случување. Тука се случуваше ако добро ја се ти помниме. Па како не, и плоштадот, и коцка на плоштад. Имаше различен вид на дружба и веројатно заради тоа ги имаш тие впечатоци и тие доживувања. Затоа што сега ако направиме една паралела како сега во овој момент младите ги живеат средношколските денови и не е така се розово, затоа што се соочени со многу предизвици, булинг, значи многу се сурови, многу се посурови децата. Ние сме биле малку во поедна љубовна атмосфера. Беше кротко и меко, многу го кажа. Да, беше кротко и меко. Мислам дека експлоатирањето денес на својот живот и тоа што како го доживуваат секојдневието и тоа како го споделуваат катадневно на социјални мрежи, не им остава простор да бидат со себе и сопствените мисли, малку да направат некаква рекапитулација каков беше денот. Живеат многу брзо и не ги забележуваат веројатно минутите. Сега сите ќе збориме за своје некое нели минато или тие да речам средношколски тинеџерски денови, меѓутоа
Да, ние бевме во ера кога се појавија, можеби интернетот, да речеме, и нели Да. паметните уреди или Да. мобилните телефони. Се сеќаваш пуштање на змија или цимка дека мислам на тебе? Како Тоа беше не? тоа беше посуштински од било што, Како нели? не, да, Меѓутоа да. не ги губевме навиките авторски да ги реализираме деновите. Да. Да му дадеме на секој миг да живее сам по себе. Мислам, ние немавме ни потреба да ги споделуваме јас и ти сега разговорите на социјални мрежи. Да. Ги живеевме, буквално си ги живеевме вистински. И се сложам апсолутно. И покрај тоа што можеби денес и ние, да речеме сега малку како поводрасна популација, меѓутоа и најмладите, иако ги имаме сите на располагање алатки, овошки, видете во каква флексибилна атмосфера живееме, се ни е достапно, Да. а сепак сме најтажни како генерација во светот. Мислам, тоа е Да, да. нели прашање за кое што треба Треба се размислиме. размисли, секој сам да си размисли зошто е тоа така. А инаку да, кога ќе кажам, се горделиво ги се уште ги отсликувам како една реминисценција деновите од средношколските денови. Ние имавме почит, таков почит кон даскалите и просветните работници. Даскали. Ние да, така, нема Даскали. ништо поубаво. Мислам, Да. повеќето од времето вие го поминувате со вашиот редовен професор, колку со вашиот родител некој пат. Да. Прво, со најголема, пак ќе кажам, почит за тоа што го прават. Тие се пиларите и столбовите на образовниот систем. Колку и да е денеска можеби ригиден или застарен, традиционален, сепак биле даскали и се даскали. Даскали, да, да. Па и за Не постепува нешто. Да, и за нив е комплимент тоа вака. Јас па колку паметам сега од предавањата на филозофскиот факултет, врвни И професори, да, они себе сакаа да се наречат даскали. Даскали. Да. Затоа што и тоа се, да. Да. Имено, тие се всушност продолжение на интелект, на ингениозност, која што треба само да ја обсервираме. Денеска да го минимизираме нивниот труд. Јас верувам дека денеска да се биде професор даскал, Да. за многумина е знак прашалник дали сакаат да бидат Да. Да. пред толкава експлоатација на вулгарности и прилично знае да биде хектично денеска, Да. претпоставам, Да, затоа да. што верувам дека и ти и јас во емисиите запознам многу редовни професори кои што се знаат често пати да кажат дека на праксе да се откажат од својата кариера. Токму тоа што е веројатно и неприфатливо и неподносливо повеќе да се биде во толкава заедница на млади кои што без никаква срам мала и непочит одат на училиште со валка не мисли да навредат некого, па Да. дури и самиот даскал. Да, Што да. нели учи и создава знаење. Така што разлика е голема. Да, да. Разлика е голема. Да. Сега, ако можеш да си направиш некоја паралела, што сакаше да бидеш како мал, првите аспирации, колку се одветствува со она што си денес? Ануш, мора да признам дека авиатичарството ми било секој пат Да? мамка голема. Да, не знам од кои причини, веројатно сум се хибирал, некој веројатно можеби или во моето обкружување немало некој кој што ќе ми го потенцира или предложи тој пат. Меѓутоа, авиацијата ми била навистина една раскошна интелигенција во воздух. Да, Патуваше со авион, веројатно, многу. имено во тие да, денови, да. меѓутоа секој пат ме фасцинирало тоа. Сега по случај избор нешто животот нели носи различни околности. Мојот татко и до ден денес го гаи златарскиот занет. Да не погрешам, тој можеби единствениот златар филигранист во Македонија кој што нели го ја знае таа магија на создавањето на уметност, затоа што ден денес, кога ќе се сетам, би било неблагодарно, барем нималку да не сум работел, па така што работев еден период, благодарение на мојот татко, со занаетот и се бавев добри 5-6 години конзистентно. Браво. Меѓутоа, мора да признам дека одлуката беше, веднаш кога завршив средно, што ќе биде, нели, сега следниот избор мој. Никој пат не сум правил пречка, ако сега чувствувам дека ова е можеби крај на новинарската Да. епоха или приказна,
Апсолутно мислам дека не треба да се спречиме нешто ново. Се уште мислам дека тука можам добро да навигирам. И моменти кога нели посакуваш нешто ново, па можеби благодарение на нашиот занает и уметност, па постојано запознаваме нови луѓе, па веројатно тоа не одржува. Меѓутоа, кога се запишува, кога бев во предизвик што ќе биде нели факултет, многу сакав туризам. Си го обезбедив тоа право неколку пати. Работев една сезона на островот Крв. За оние кои што не знаат, 2009-2010 влегов во една потесна листа на кандидати. Тоа беше тука во близина Католичка црква, кога имаше конкурс за аниматори, а потоа нели да станеш лиценциран туристички водич и ти го возможуваше можеби тоа нели самата туристичка агенција. За жал таа не постои, тоа беше пред повеќе од 15 на години, меѓутоа влегов од 300 кандидати во единствениот машките и што уште една девојка, и знам дека отпатувавме и реков, почнав со новинарството, имаше ситуација поради некои бирократски причини, македонската телевизија немаше можност тогаш да направи вработување на мене и на колеги во тој период, и реков, добро, мислам, enough is enough, доволно е доволно. И така најдов на еден прилог во Весник, се сеќавам дека бараат аниматори, туристички водичи, и заминав на една многу интересна приказна на Крв, работев 2 месеци. И кога се вратив, замисли се понудија нови прилики во новинарскиот свет, па повторно се вратив. А интересно е дека секој пат кога сум одлучил да направам некаква животна промена апропо работа или кариера, секој пат нешто ме спречило. Еднаш имаше ситуација кога тука во непосредна влизина на градскиот трговски центар, во еден тука хотелски комплекси, имаше понуда за работа за стујард во познатите Емиратс. И се сеќавам мојата другарка Марина, сега и Сандра, ми дадоа само, Сандра бидејќи тогаш работеше во Емиратс, ми дадоа само некои подточки, предуслови кои што биле добри да ги знам, за да влезете како добар или поволен кандидат. И јас легов во најтесната категорија селекција и бев готов да заминам во сега, за жал, непрежалениот во овој момент, нели, Дубај или Емиратите. Требаше само да заминам на потоа 40-дневна програма каде што ќе го изучам, нели, и пак се реков, ете го туристичкиот момент, како сум го посакал натрешно. И во тој момент повторно, кога требаше да ја дадам одлуката, бидејќи тие потоа ме тргна настрана и ми рекоа дека сум сериозен кандидат за заминување на Емиратс. И не знаете која возбуда има фана. Како не? Се случи повикот од едно и друго место во радио и беше прекин. Да. Пак влегов и во една ситуација, ова можеби нели го знаат, да кажам, поблиските луѓе околу мене, пред 3 години кога практично добив работната дозвола за Нов Зеланд. Имав сообраќајна незгода која што нели ме спречи и тоа беше по втор пат кога јас сакав да направам промена и велам следен пат, ако се случи Ана, ќе го задржам за себе и нема да го манифестирам толку гласно. Мала шега, што би рекла сестра ми, универзумот даде сигнал. Некој пат сум сакал да излезам нели од оваа заедница, да го пробаш светот. Денеска е многу не е достапен светот. Генерално живееме во, види колку е се прекрасно и достапно. Никој пат нема да кажам не. Ако се случи, супер. Сега за сега ми е убаво, безбедно, се чувствувам среќно повторно исполнето. Не дека географијата ќе ми го даде спокојот, нели? Меѓутоа сакав мала промена, па дури тоа да биде географска. Така што можеби туристичкиот момент би го издвоил како една покрај авиацијата, како една главна одлика која што би сакал можеби некој пат да ја испробам. Може да се реализира тоа? Никој пат не кажувам не. И уште една работа неостварена е тоа што си ветив оваа година, се надевам. Многу сакам да го завршам курсот за грижа за стари лица, elderly care. И тоа ми е некоја работа која... Тоа личи на тебе скроз. Да, ти благодарам. Мислам, ми е некоја... Имаше една ситуација пред година и половина кога на моја блиска личност замина неговата баба. И кога неколку пати знаеле да ми кажат прости сега вака, ќе ми кажат најжаргонски, како те бива со стари луѓе. Нели, знаеле многу често да ми го кажат, јас велам, не се чувствувам јас дека има некаков генерацијски јас помеѓу, напротив, леле колку сакам да ги слушам тие приказни. Исто.
Исто. Од старо Скопје. Животот во некоја посебна епока, како се радувале, што правеле, па нема ништо побаво. Сега замислете тоа да се да бидете тука, каде што знаете дека некој пат има наши сограѓани кои што се заборавени од своите семејни членови, загубиле, осамени се, да знаете дека сте за него тука, да го изслушате. Па ја мислам дека вие сте му направили најголем животен подарок во тој момент на тоа. Тоа би сакала да си го стварам и не сакам да биде празно и лажно ветување. Да не користам така флоскули сега, туку напротив, тоа ми е нешто што би сакал да го стварам. Прекрасно. И повторно се врзуваме за таа потреба на луѓето од љубов, од внимание, керинг, да. Јас на пример во еден разговор со мојата помала ќерка зборувавме за тоа што неа ја растажува и она од се тоа што најмногу би можело да ја растажи, ми оддели ова. Вика, мене мама ме растажува кога ќе видам на пример некој стар човек, баба или дедо, како шетаат по кеот сами, ми делуваат тажно. Чувствувам дека им треба некој покрај нив. Значи, тоа е тоа што го зборуваме, таа потреба која ќе видиш дека на некој ќе му направиш добро со самото тоа што ќе го поздравиш и ќе му одвоиш време да го чуеш што има да ти каже. А они имаат толку приказни. Самото искуство, самите години, наталожиле толку многу работи во нив кои што можат да ги споделат и сакаат и имаат потреба. Да. Мислам, секоја потреба, како јас и ти сега на ти, да си раскажеме нешто. Може би некој ќе бидам благодарен ако вистина може би ужива во оваа епизода покрај броните кои што ги создаваш. Тие луѓе го живеат и знаат, нема правило кога заминуваме физички од овој свет. Свесноста, претпоставам, енергијата патуваат во некоја своја форма, меѓутоа нема правило. Меѓутоа да знаеме дека сепак тоа е една група на наши сограѓани луѓе кои што голем дел од животот го поминале и знаат дека секој ден е вистина подарок за нив. Да. Вистина го чувствуваат секој миг. За сите, меѓутоа они особено, нели би рекол дека би го нотирале тука дека кај нив е тоа особено значено. Мислам, благословена е твојата ќерка. Покрај тебе знам, не сум ни сомнева, меѓутоа моментот каде кај нејзе буди чувство на тага, на среќа во исто време гледајќи експресијата на нашите возрастни луѓе кои што шетале по кеот, создава чувство дека треба да бидеме одговорни за нив. Да. Сега тоа е моментот по друга страна што го споменав на почетокот. Ако по било која друга основа не се инхибирани, да речам, тие луѓе, наши сограѓани кои што во друга фаза од животот знаат често да дојдат вистинските здравствени проблеми и така натаму. Меѓутоа ако се чувствуваат полетно, се уште здраво, физички спремно, подготвено, тоа велам, одете, ликовни читанки, шах играјте, полека на водно или некои други активности планински. Верувајте ми дека таму е лабораторијата, мислам дека за секој од нив. Така имам чувство. Така имам чувство. И супер што сакаш и се надевам и знам дека веројатно некој момент ќе го реализираш. Ево веќе некој период кај мене гори како желба и не сакам да остане на само на желба, туку и остварливост. Па ако биде некој пат простор да се овозможи како моја животна приказна, верувам ми дека без исклучок ќе кажам да работам било каде кај што би помогнал на возрастно лице. Верувам. Фасинантно е. Верувам. Сега, ајде малку за еден момент кој што исто така си го зборувал, меѓутоа ете за нас и нашите гледачи не. Моментот веројатно оној критичниот момент во твојот живот кога се менуваат работите, а тоа е таа собраќајка. Да. Како се случи и што смени кај тебе? Хануш. Морам да признам дека во тој период и покрај тоа што работам на секој денеска ги наоѓа своите можеби вентили на тој насобран вакуум на емоции, да ги isfрлиме и споделиме наоколу, распрскаме што се вели. Сите работиме денеска на различни техники на медитација, интроспекција, има малион филозофии и начини практични, теоретски. Во тој период толку многу работев на себе, меѓутоа имаше ситуација кога веројатно од преголема работа и бев веројатно заробеник на не само сопствени мисли, туку и на се она што не обкружуваше. Да. Веројатно не бев доволно храбар да го навигирам тој емотивен импулс. Во тој период не само што едва чекав, туку бев 3-4 месеци. Беше период после пандемија, веројатно сите се чувствувавме
интересно загрозено, меѓутоа нели ја сваќате кревкоста на животот. И како да едве чекавме тоа да започне тој final countdown или последното одбројување кога ние официјално ќе можеме нели да излеземе повторно да ги правиме тие активности што го обликуваат животот сам по себе. И се сеќавам дека јас бев на летен годишен одмор, ми пристигнува нотификација дека Нов Зеланд е последната земја во светот која што ги отвара повторно open borders, односно ги отвара своите порти, границите за да се патува, и во тој период како никој пат не биле потребни работници. Се сеќавам, само вака ја прочитав информацијата, викам леле, Боже благодарам, како нели информација, викам ова е вистинскиот момент. Септември месец беше тука негде, се сеќавам период. Не можам да ти објаснам со каква активност, возбуда и љубов земав се што е во моја сила и полза. Веднаш искомуницирав со наши луѓе, македонци кои што живеат во Окленд. Се искомунициравме да ми дадат само некои нели насоки како да аплицирам за работна дозвола и виза, бидејќи сепак нели станува збор за новинарство кое што нималку битно и важно е како ќе го адаптирам нели се тоа, да речем, мој искуство. Напротив, требаше се започна сосема нова приказна. Најдов, требаше да работиме во кај нас македонец кој што работи потем со уште неколку луѓе, имаат свој ресторан, и требаше да бидам како event organizers, луѓе кои што ќе пречекува гости, ќе нуди мени, ќе ги организира некакви свечености, караоке забави, викам, тоа е тоа. Само за мене. Да, еве скусем од приказната. Од септември до декември успеавме сите документи, цела документација, дури заминав и во средно училиште да најдам некои други плюс документи, факултетски дипломи и така натаму, се спакував. Морам да признам дека Нов Зеланд е особено внимателен на такви детали и еден од да кажам, земји со покомплексни, да речам, закони во тој дел, што треба се да испочитувате и исполните за да можете да бидете подобен за нивната заедница, каде би придонеле. И ја настигаме до тој момент, се сеќавам 21 декември се случува несреќата, на 18 декември ги викам моите пријатели, значи како едно мало збогување беше тоа, затоа што многумина знаеја за приказната. Јас дури се одивев и од работа, веќе полека им соопштив на моите луѓе дека нема прекунок, гледа се остави простор. Меѓутоа имам чувство дека што толку ја пренесов приказната, дури да не се исполни. Меѓутоа во тој момент ги повикав за Божик, католичкиот Божик, мои пријатели, и така си ветивме, викам, ајде, викам, не знаеме што ќе биде, меѓутоа следен пат во Нов Зеланд доаѓате или нели? Така си ветивме. И беше на еден начин некој моје збогување. Се до момент кога после еден ден од тоа, сеќавам ги испраќам вечерта моите пријатели, утредента идејки на кај работа, на мојата улица, на Песечки премин, ме удира кола. Јас искрено не се сеќавам, бидејќи имав и мал потрес, среќа немаше нели последици поголеми, освен потешки телесни повреди. Меѓутоа моментот. Не го памтиш како момент, што се случи? Моментот кога медицинска сестра во ургентното возило боцка доле на стапалата, дали ги чувствувате? И кога ве освестува, е момент кој што никој пат нема да го заборавам. Во тој момент се свестив дека каде лутам јас? Каде лутам, каде брзам? Пак се вратив на суштината, нели? Да не дам контрадиктора на почетоците, ама каде итам? И моментот кога осетив, бев најсреќниот човек. И кога можев само да соопштам на мојата мајка, беше најтешкиот чекор да соопштам на мојата мајка. Веројатно е најубавата и најтажна емоција во исто време, да сватите дека живеете на нов чекор. И дека сте тука уште добри. Меѓутоа беше најтешко кога требаше да соопштам на мојата мајка и се обидува, бидејќи бев со едва мала сесност. Мислам, медицинската сестра рече го имаме, нели? Тоа беше така како да не многу интересен е тој момент, го гледате на филмови, го доживувате. И јас бев практично несвесен. Мојата медицинската сестра вели, ајде каде да свртиме, јас знам дека нели првиот повик беше мојата мајка. За разлика од мојот татко или сестра ми и така натаму,
она е веројатно најхрабра во тој момент, иако може потоа ќе биде жена која што ќе извади од себе емоција, ама во тој момент е многу рационална. Како впрочем мајките се такви. Имено. И кога соопшти во тој момент, мамо ме удри кола, ма добар сум, и јас почувствував во нејзе неверојатна експлозија од емоција, ама ајде ќе биде добро, ми вели. Се е добро, добро се чувствуваш, да, викам, се чувствувам добро, чувствувам се. Чувствувам, да. И тоа беше најстрекниот повик. Веруј ми дека Да. Иако имав некои скршеници, тоа е последица од ударот, се друго беше во ред. И знаев во тој момент колку и да ќе треба време, нели? Рехабилитација сам додека го испроцесирате. Има и потешки судбини да се разбереме. Само моментот во тој момент како јас сум се почувствувал. Да. Само ми беше тешкиот момент, а и успешниот повик да се јавам само да ја кажам дека сум добро. Затоа што кој знае што ќе помине низ низ процес во тој момент во незината глава. И верувам ми дека во тој момент се променија многу работи. Да. Не можам да кажам дека сум ја допрел најголемата мудрост во светот, ама од тој момент веројатно се е поинаку. Мора да е, Марче, како второ раѓање. Да, како второ раѓање. Сестра ми вели, мораш и го одбележувам сега како еден второден ден, затоа што, нели, некоја символика си даваш на некој животен момент и датум, меѓутоа, од тој момент си реков, не брзам веќе нигде со животот. Така. Најблиски. И еден момент само си реков, знам дека мојата сестра плачејки рече, еве ти го знакот од универзумот да не брзаш, дека треба да си тука сега. Во тој момент си реков, замисли да бев сега таму во Окленд, да се зема друга географија на светот, најдалечната точка, и да бев осамен, каде што нели нема да имаш на момент грижата од своите најблиски. Затоа што точно знам и моите што поминаа низ тој период. Колку и да сум јас сега веќе 40 годишен маж, нели? Ти секој пат ќе бидеш нино дете. И се обидував, нели, само да бидам и добар и за нив, а дека тоа ќе помине, ќе помине. Меѓутоа, ме научи, живе го моментот и слави го моментот на сега. The moment of now. Значи, ништо немате освен сега. Како јас и ти, ништо не знаеме што ќе се случи следниот ми кога ќе искочам од ова студио и ти кога ќе искочиш од својата работа. Така. Тоа промени многу кај мене. Не велам дека некој пат немам повторно екзистенцијални проблеми, се враќате повторно во динамиката на животот, така? Ама сигурно. Ама нема тоа тркало те врти и ти на момент забораваш за тоа дека секој момент е дар, секој едно зимање воздух е дар, и дамарите, и пулсот, и сето тоа. Нели е така? Да, е дар и може да го нема во секој еден момент. Меѓутоа, она што мислам дека ти си го имал како промена кај себе, не се сомневам дека било така, нема врска со гнев. Многу луѓе знаат во такви моменти да им се јави едно чувство зошто мене. Не. Нели? Веруе ми, не. Веруе ми. Да, затоа ти викам, не личиш воопшто на некој што такво значи, нешто би... Значи, подпишувам со рака, ми беше на момент малку, нели, потоа кога се стабилизирав, да речам, застанав на нозе, ми беше на момент се велам, добро, можеше да биде интересна приказна, не велам дека треба да прекине тука, може повторно ќе се случи, само ме забави. Ме забави воопшто да го живеам моментот, секундата, и затоа велам, кога брутално, затоа велам и на моите внуки го кажувам. Ова може да е значи живеј како последно. Да. Колку и да е тешко. Само треба да бидеме неутрални кон животот и кон смртта. Да ги прифатиме како нешто што е неопходно, да не бидеме анксиозни, тажни дека физичкиот свет и ова тело некако ќе го заокружи своето постоење. Меѓутоа, се до тој момент имаш фундамент наречен живот, како многу убаво го кажа, ти го протолкува. Значи, диши, издиши. Во момент кога се чувствуваш тешко, верујте ми дека тоа е првата лекција, застанете само во моментот и фокусирате се на своето собствено дишење. Ќе сватите дека Бог го имате во себе. Да. Цел универзум, како и да го наречеме тоа нешто возвишено. Дел од големата свесност. Така. Така што да, тоа беше можеби најбавиот и втор аха момент во мојот живот, потсетувајќи се на кревкоста и на магичноста на животот. Ајде некако натаму ми тера муабетот да зборуваме малку за
за среќата, за љубовта. Секогаш сакам да зборам за љубов, нека не е врзана за ништо, меѓутоа како двигател, како она што без кое што не би можеле да постоеме и она кое што јас верувам дека ќе го спаси светот. Нема подобро орудие, Ана. Нели? Нема подобро орудие од љубов. Често пати знам да Во кажам, што ја препознаваш? Ајде во малите нешта. Љубовта? Да. види, гестот јас и ти да си кажеме, Да. да си се спознаеме, да си ја видиме емоцијата во своите очи. Во секој миг можеш да ја најдеш љубовта. Работата е и среќата и љубовта е структура на духот. Да. Кај некој може би светогледот е поскусен, порезигниран, ригиден, да речеме, кај некој е вистина по-широк, алтруистичен, споменат, нели? Меѓутоа тоа е алатка на која што треба да работиме. Сега не знаеме дека секој од нас доаѓа од различна географија, од може би за жал дисфункционално семејство, кое што не било некакво прибежиште за одредена индивидуа. Меѓутоа колку пример имаме во светот каде што може би главното љубовно јадро од семејството некој не ги добил, а потоа биле луѓе кои што ја дале љубовта десеткратно повеќе од некој кој што вистински ја добил љубовта. Често пати знам да се поистоветам со биографски приказни, вклучувајќи сега да речеме периодов имаше нели своја патувачка приказна Опра Винфри. И јас именно во 90-тите и растев доста често пати знам да кажам со незините емисии. Опра Винфри шоу кој што не беше налик сега на денешните само нели забавни шоуа, туку беа малку посуштински споделувајќи за не знам духовна зрелост, луѓе кои што доживеале искуство во близина на near death experience и така натаму и што не. Баш секој пат таа ми била еклатантен пример за дека љубовта ја гледате во секој чекор од вас. Мислам, доволно ја гледате природата, зарем не тоа не ви е некаква одлика дефиниција на љубов. Работата е што не треба да бидеме само толку деструктивни на се она што ни се случува. Значи дека сосема сме го елиминирале суштинското во нас. Не смееме да си дозволиме толку да бидеме индолентни, рамнодушни кон животот кој што сам по себе е љубов. Да. И Опра Винфри имаше споделено: бев злоставувана од мојот братучет, го изгубив своето дете на 14-15 години, денеска таа е еден еклатантен пример, космополит и нешто што значи широчина. Може она е финансиски, бизнис, медиумски могул денеска, меѓутоа таа е по кои причини сега она тоа го сепак работела, легитимно е, како не? И мислам дека лесно денеска да бидеме можеби нели изманипулирани, меѓутоа знаете, говорот на телото, естетиката на говор, некој пат не можете толку лесно да ги фингирате. Не знам, така имам чувство. И гледајќи го, да речеме, конкретно земав не за како пример незиниот процес, гледате една жена која што секој пат била експлоатирана во јавноста и како што често пати знаела да каже, и јас се поистојувам за тоа со оглед на моите 20 години пред медиум, секој пат мине психологот или таа моја лична психијатрија била мојата студиска атмосфера, бидејќи јас таму сум доживеал благодарение со тебе некакви своји состојби кај што сум се нашол себе си повеќе, сум одземал, со елиминирал, тоа што ние едни од други вистина учиме, како што кажаме, ние сме си рефлексија едни од други. Меѓутоа љубовта ја гледаме во секој никулец околу нас, во се едно нешто. А дека среќата е структура и состојба на умот, мислам дека повторно ќе кажам, имаме привилегија да не бидеме заробеници на било кој околу нас, нешто што ќе каже за нас или обкружувањето, па дури и на собствените лични демони. Затоа што нешто што доаѓа како, еве да речеме сега, мисла тешка, тоа е нешто што доаѓа во вашата свест, нели тука ви доаѓа, меѓутоа повторно имате состојба каде што ќе бидете мајсторот што ќе одредите дека може да истерате мислата, нели? Мислам, мајсторство. Дали ова ми е од надвор или е мое? А и да е мое, нели, може да не го поседувам целосно, можам да го сменам. Може. Или тоа ќе има вистинска улога и целосно ќе ме навигира и ќе биде, да кажам,
човекот кој што ќе го држи кормилото на мојот живот, или вистински јас вистински, суштествено, свесно, ќе бидам тој што ќе рече кој да си ти тука сега што дојде како натрапник во мене, ќе го елиминирам. Нема ништо побаво да си создадеме еден светилник, камен светилник за сопствениот живот и светилник да бидеме некому во животот. Нема побава привилегија. Да. Само по себе мислам дека тоа е. Да. А како се бориш? Например, мислам дека на луѓето им треба понекогаш и така да им кажеме начин како се бориш против тие помисли, мисли, како сакаш веќе наречи ги. Прво треба да се препознаат. Прво треба да препознаеш дали ова чувство сега на бес, на лутина се случуваат работи околу нас и нормални се таквите чувства, меѓутоа понекогаш знаат да бидат деструктивни по нас и треба да ги препознаеме, детектираме и потоа да се бориме со нив. Ова не е мое, да, дај да го претвориме во некое убаво и да го извадиме најдоброто од него. Значи, да го насочиме во некоја добра цел. Како се бориш со тие моменти? Морам да признам дека често медитирам. Не сум секојдневно честиот, меѓутоа често медитирам. Велосипедот и планината ми го прават можеби најубавото искуство и богатство што ми влева надеж генерално, затоа што во момент зашто велат кога се чувствувате токсично, демотивирано, нели неважно, декадентно, немате витални функции во моментот, повторно одлуката е излезете надвор, направите некаква активност. Многу е полесно да се препуштиме на пасивното наблюдување, на демотивацијата или што и да го наречеме, нели тоа нешто што како натрапник влегло во нас, отколку да направиме чекор. Меѓутоа во тој момент, таа наносекунда е животната одлука. Нема да погрешам дека сите овие искуства не барам секој пат сојузник, сопатник на кој што ќе му севам. Морам да признам дека не секој пат ја имам, да речам, таа привилегија пак наутро кога ќе станам поради работата да бидам со сопствените мисли, поради можеби работата, меѓутоа затоа станам многу порано од работните активности и ангажманиот, како пред да започне адреналинот, ја знаеш оваа работа, си бара адреналин. Да. Верувам и дека создавам простор каде што ништо не правам освен да го слушам сопственото дишење. Верувам и дека од тука почнуваат мали навики. Со самото напуштање домот да не ми биде метеж, карамбол во мојата глава, го местам креветот. Значи најмали некои чекори кои што ми создаваат големи животни промени по тоа. Затоа што често пати ми се случува ако ја оставам сега садови валкани во кујна или баш хаос, верувам и дека мене ме хаотичен денот. Да. И тоа ми создава дополнително по тоа атомска бомба во себе. Така што верувам и дека такви мали чекори, а кога станува збор за самоанализирање и помагање, тоа е најчесто мојата осаменост, соочување со себе, како што кажав, да кажам, нема да биде натрапникот кој што целесно ќе ме обземе. Да. Мислам, многу е лесно се продадеме, Ана, на некоја мисла. Многу е лесно. Па тоа немаш ништо, не правиш ништо, не правиш ништо. Затоа велам, кога ние мајсторски само ќе го колку и да тоа сега апстрактно или езотерично звучи, меѓутоа сериозно имаме ние навигација во себе биолошка, дали тоа ќе допре најдлабоко. Затоа што никој пат не сум истиот тоа што сум бил пред сообраќајката, па и пред тоа кога вистински сум имал аха моменти. Никој пат веќе не сум се вратил во некоја таа свесност каде што целосно ме обзема. Некои работи кога се такви животни аха моменти, некој пат тешко ми е да ги артикулирам веројатно со зборови, како да не постои некакви синтакси во мојот лексикон или терминологија како што би ги употребил, освен сопственото чувство, за да можам да го артикулирам. А знам дека секој од нас го поседува. Само веројатно секој од нас со својот сопствен светоглед различно ќе го протолкува и дефинира, ама суштинското е исто. Да. Не сме ние различно јас и ти или било кој од планетата, од суштината и свесноста и самата божествена енергија. Да. Ако добро те разбрав, кога ти е мачно, ето така, во тие моменти кога
сакаш да поработиш со себе, кога сакаш да се сетиш на тоа дека ти е важен секој ден, дека си благодарен за секој еден ден, меѓутоа во тешките моменти, во мачните мисли, колку што те разбрав добро, кон себе се свртуваш или сакаш да имаш некој со кој што ќе споделиш? Најчесто кон себе, затоа што во тој момент не знам дали ќе идам со одветниот човек кој што ќе изусти нешто соодветно, затоа што во моментот се соочувате со себе. Не сакаш да мрачиш, Марче? Воопшто не. Воопшто. Морам да ти признам дека може би по некој час, 2-3, битен ми е период во денот да бидам сам со себе. Да. Меѓутоа потоа знам да свртам телефонски броеви, верувам ми, чисто онака да слушнам неколку луѓе, да им кажеш гласно само те сакам, си значиме, затоа што нели убаво е да ги имаме до себе луѓето за кои што се слушаме во мигови или моменти кога не треба само да сме си тука да си побараме нешто. Значи чувајте ги тие луѓе, кога ви се јавуваат само да ве прашаат како сте. Толку. Или само да си кажете. Да. Супер ми беше вчера, дај да се видиме следно кога ќе играме карти, ќе идеме во кино, ќе идеме театар и така натаму. Добро протолкува, не би сакал да видам мрачниот облак, кој што секој од нас нели некој пат го има. И да бидам некој кој што енергетски ќе направи трансфер. Да. Како една Bluetooth конекција или Wi-Fi конекција кон некој друг. Така што мислам дека во моментот има луѓе на кои што ми е потребна помош од некого. Да, има такви луѓе, сакаат да зборуваат, сакаат да кенкаат. Не би сакал да бидам жртвата, не би сакал да бидам тој што ќе го сожалува, не дека не сум имал ситуации, меѓутоа ништо полза од тоа. Само и верувај ми, имате толку многу литература, книжевни четива, класици, ако сакате за самопомош, популарна позитивна психологија, колку и да тоа некој пат го минимизираме и го отфрламе и го елиминираме, верувајте ми дека секоја нова книга, мислам, книгите на Екарт Тол, Моките на сегашниот миг, Нова земја, некој пат се сеќавам првиот николец на свесното размислување беше Луиза Хеј, Ентони Демело Будење, па потоа можеби разговори со Бога. Мислам, мал милион книги кои што не знам, Джозеф Марфи последното за Моките на подсвеста, која што ни е нашиот неверојатен мотор. Значи се што ние свесно делуваме, се ни го архивираме во подсвеста. Има многу книги кои што се вистински класици, кои што помагаат да се соочите со животот сам по себе, ами и со, јас би рекол, најголемиот натрапник, кој што може секој пат да биде асистент, тоа е нашето его. Егото, па да. Нема ли нешто подобро? Егото може да биде и пријател, непријател, а ние сме си тоа всушност сами на себе. И пријател, и непријател. Па сега, нели, ќе видиме на кого ќе му дадеме предности и можност повеќе да управува со нас. Мал милион техники има и начини. Посакајте, јас цврсто мислам дека стојам на ставот дека можеме да манифестираме гласно и кога вистински го посекуваме да биде во некаков синхроницитет на космосот и универзумот, мислам дека ви ги создава сите можни алатки во моментот, токму во тој момент во каква и емотивна и психолошка зрела подготвена за сте, ќе ви ги понуди вистинските можности. Тоа е моје размислување 100%. Дециден сум во тоа. Себељубов. А потоа со тоа и доаѓа и другото. Па не можевме поубаво да го завршиме муавата. Апсолутно. И знаеш што мислам дека човек кој што сака, кој што љуби, среќен, кој што е радосен, нема да збори за никого лошо. Нема. Среќен човек не го прави тоа. Радосен човек нема да каже за Ана некој или за било кого лошо. Затоа што е во состојба на среќа. Кога си во некаква состојба и се соочуваш со својот натрапник во својот сопствен животен кафес, соочи се со себе. Ама никој не е крив и должен. И пак, зад секоја човечка фигура која што ја сретнуваш и во твојот живот стои посебна приказна. Или помогни, или мудро замини си. Па ако биде тука и неголемиот душман, помогни му повторно. Не значи дека треба целосно да го прифатиме во животот за да не направи нас ерупција. Меѓутоа, оставете си добар белег. Така. Во
дефиницијата наречена живот. Така е. Јас велам, никој не може да ти направи ништо како што самиот можеш да си направиш. Апсолутно. И добро и лошо. Апсолутно. За крај, ќе ти заблагодарам. Секој пат велам дека јапонската филозофија има многу убави терминологии кои што треба, и литературата, да, е многу стручна и убава да споделена, меѓутоа ичиго ичие. Овој момент нема да се повтори. Нема, никогаш. Во ваква ситуација, на ваков датум, на вакво време место. Затоа доследно. Доследното. Марче, фала ти многу. Ми беше најмногу како драго, и секогаш. Исто, што можеме вака да си споделиме некој личен разговор, кој што можеме некој пат ќе му пробудиме добро чувство. Па сигурно. Ако ништо друго, јас велам стално на еден само да му разбудиме, потреба да почне да размислува, сме завршиле работа. Сте завршиле работа во животот. Инаку си го почнавме муабетот, разговорот љубов. Со љубов. Чоколадна. Чоколадна љубов. Колку ме погоди Марче, не знаеш. Ти благодарам што одвои време, ти благодарам за сите убави работи, преубави работи, толку убаво на правилен македонски јазик кажани. Се радувам дека ќе имаме уште многу убави моменти заеднички. Многу успех понатаму. Живе го моментот, Марче. Учиме едни со други, учиме од тебе, учиме сите едни од други, и вистина ќе посакам да останете слободен печат, достоинствени, и да бидете најдобриот информативен, едукативен портал и платформа, редакција на наши колеги и луѓе кои што ќе бидат таму за некој пат и да не информираат и едуцираат, ами и да не забавуваат на одредени моменти, исто како Ана на ти. Да. Фала ти, Марче, уште еднаш. Бакнежи. Исто. Вам ви благодарам како и секогаш на вниманието. Знаете дека со Ана на ти го следите на нашиот YouTube канал на Слободен печат секој петок во 19 часот. Останете добри.